Ново убиство за време на акција на Американската имиграцијска служба во Минеаполис. За помалку од 3 недели, втор смртоносен инцидент во кој се вклучени имиграцијските агенти, што дополнително ги разгоре тензиите во градот, каде со недели траат протестите против федералните власти. 37-годишниот Алекс Прети, медицински техничар во болница за воени ветерани, почина откако беше застрелан од агенти на службата за имиграција и царина. Шефот на полицијата во Минеаполис вели дека кога полициските екипи пристигнале на местото на убиството, пронашле маж со повеќе прострелни рани. Од полицијата обвинија дека првично Оделот за внатрешна безбедност не ја дозволил на истражната единица да пристапи до местото на убиството. Врз основа на информациите кои ги имаме, станува збор за лице на возраст од 37 години кој е жител на Минеаполис и државјанин на Америка. Бараме од сите федерални агенции кои се распоредени во нашиот град да се однесуваат дисциплинирано, хумано и со интегритет. Окружниот обвинител на округот Хенепин и Бирото за криминални апсења на Минесота објавија дека поднеле тужба против администрацијата на Трамп за да се спречи фалсификување и уништување на докази. Обвинетите и оние кои действуваа по нивни упатства и под нивно овластување се оддалече од местото на пукањето, спречувајќи ги државните власти да направат увид на местото на настанот. Министерството за внатрешна безбедност на САД објави своја верзија на настаните, тврдејќи дека убиениот имал намера да ги нападне полицајците. Според нив, лицето им се приближило на агентите на граничната патрола, додека тие биле во потрага по нелегален мигрант. Тврдат и дека агентите се обиделе да го разоружаат човекот, но дека тој се спротиставил. Ова се насилни немири. Имаме некој што се појавил со пиштол и го користи за да нападне полицајци. Ова лице отишло и ги прекинало нивните операции за спроведување на законот, ги нападнало тие полицајци, имало пиштол и десетици куршуми. На социјалните мрежи пак се појави видео за кое се тврди дека го покажува самиот момент на пукањето. Видеото покажува голем број маскирани федерални агенти како го опружуваат лицето, додека тој се обидува да заштити жена, а потоа го туркаат на земја. Во еден момент се слушаат истрели, пошто агентите се оддалечуваат, додека човекот лежи неподвижен на улицата. Веднаш по убиството, на местото на инцидентот се собрале голем број демонстранти, а федералните агенти морале да употребат солзавец и димни бомби за да ја растераат толпата. Протести поради убиството се одржаа и во неколку градови, од Њу Јорк до Лос Анџелес, додека демократите се заканија дека ќе го блокираат федералното финансирање, зголемувајќи го ризикот од ново затворање на владата на крајот на месецот. На новиот инцидент дополнително ги зголеми тензиите меѓу Белата куќа и нејзините противници. За Доналд Трамп, градоначалникот и гувернерот на државата Минесота се единствените виновници за двете убиства кои го потресоа градот. Градоначалникот и гувернерот поттикнуваат бунт со нивната помпезна, опасна и арогантна реторика. Дозволете им на нашите патриоти да си ја работат. Веднаш по убиството, гувернерот на Минесота го повика Трамп да ги повлече силите од градот, порачувајќи му дека ако целта на мисијата била да се обезбеди мир и стабилност, тогаш е постигнато спротивното. Отстранете ги овие сили од Минесота. Тие сакаат хаос и насилство. Убиството се случи нешто повеќе од 2 недели, откако Рене Никол Гуд, мајка на 3 деца, беше убиена во Минеаполис од агенти на Американската имиграцијска служба.